Лето е поголема раздвиженоста во сообраќајот, луѓето многу повеќе патуваат, со самото тоа е и зголемен ризикот од несакани сообраќајни незгоди, се разбира и на прекршоци на учесниците во сообраќајот. Токму на оваа тема, за сообраќајот, за апелот од Министерството за внатрешни работи до сите учесници во сообраќајот и за нивните препораки, ќе зборуваме со нашата денешна гостинка Сузана Прањич-Талеска, државен советник во Оделението за односи со јавност при Министерството и протокол при Министерството за внатрешни работи. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и ви благодарам на поканата. Кажав, сообраќајот е зголемен, фреквенцијата е згусната во овој период од годината. Секојдневно во вашиот билтен имаме информации и податоци за казнети возачи, мотоциклисти, пешаци. Каде најмногу грешиме? Па има многу сегменти во сообраќајот, односно во безбедноста на сообраќајот кои не ги почитуваме. Впрочем, тие правила и прописи се за наша безбедност, а не за да бидат применети репресивните мерки и да бидат наплатени глобите. Да, убаво рековте, сообраќајот е жешка тема во овие жешки времиња, во најжешката сезона со оглед на раздвиженоста. Отприлика некој дневен просек во летната сезона е по 200 по 300 санкции на територија на државата, без разлика дали станува збор за акцијски контроли или за редовни контролни активности. Еве во изминатото деноноќе, да речеме, 231 возач е санкциониран за прекршување на прописите за брзина, значи за пребрзо возење. Фокусот во изминатото деноноќе беше ставен на пешаците, односно нивното почитување на одредбите, па казнети се 207 пешаци, а само во главниот град, кој мора да признаеме малку подиспразнет од предходно, имаме 206 мерки, санкции. Што не е малку. Што не е малку. Токму затоа, што да кажеме за еден Охрид како туристички град, Доиран или еве Крушево или Тетово и Гостивар, да речеме, каде што сега е сезоната и на некакви полјоделски активности од една страна, меѓутоа и на враќање на нашите државјани кои живеат и работат во странство. Главно грешките кои ги правиме, односно што е она што најмалку го почитуваме, тоа е возење со брзина поголема од пропишаната, која е и најчеста причина за сообраќајни незгоди. Потоа, управување на возило под дејство на алкохол, исто така една од главните причини, неправилно пристигнување, непропуштање на пешаци, на пешачки, меѓутоа и од страна на пешаците се прават грешки, па преминуваат коловоз онаму каде што не е обележано за нив. Главно тоа се грешките, имаме тука и управување без возачка дозвола и непочитување на прописите кај возач почетник и така натаму. Да не зборувам и за управување на возило со подејство на психотропни супстанции, кои што е исто така една од причините за... Гледате се и се што, како министерство. Кога зборуваме за учесниците во сообраќајот, велосипедистите и особено оние што управуваат електрични тротинети се исто така активни учесници. Многу често се случува да не ги почитуваат обележените ленти кои што се токму за нив обележани, па возат по коловоз. Пред некој ден и СВР Гостивар упати апел до граѓаните да не ги возат електричните тротинети по улица, туку да ги возат на обележените ленти. Што со овие учесници во сообраќајот, велосипедистите и особено оние кои што управуваат електрични тротинети? Па тротинетите некако стана нов тренд во последниве години, поради тоа и требаше да се регулира тој сегмент, да бидат опфатени како учесници во сообраќајот. Еве една ланска статистика вели дека вкупно 49 настрадани во незгода со електричен тротинет, при тоа 43 од лицата биле токму возачите на тротинетите, додека претходната година 2021 28 настрадани, од кои 27 биле возачи. Тука се со тешки телесни и телесни повреди, за среќа многу помалце со тешки телесни повреди, меѓутоа тоа говори за зголемениот број и на учесници во сообраќајот, оние што управуваат електрични тротинети, а аналогно на тоа се зголемува и бројот на незгоди во кои тие учествуваат. Законот е прецизен. Прво, лице кое не наполнило 14 години не сме да управува
електричен тротинет, никако не смеа да бидат на коловозот, значи или ќе бидат на обележаните велосипедски патеки, или доколку не постои таква, тогаш ќе бидат на пешачката патека. Меѓутоа, точно е утврдено со која брзина каде можат да управуваат велосипедските патеки, максималната брзина е 20 км на час, додека на пешачките патеки мора да ја прилагодат брзината до 6 км на час. И тоа предвидува санкции, тоа по 120 евра, доколку не се почитува конкретно, да речеме, прописот за максимално дозволената брзина, додека што се однесува до прекршување на прописот за местото каде смеа да го управуваат електричниот тротинет, казната, да подсетам, е 80 евра во денарска противвредност, доколку е малолетен, прекршочниот налог оди на адреса на родителот. Така. Доколку се движат во група, треба да бидат еден позади друг, треба да носат заштитен шлем, односно кацига, бидејќи со неа може да се заштитат од некоја несакана повреда која што секако дека може да се случи, и доколку е намалена видливоста на патот, односно од самрак до зори, да користат рефлектирачки елек за да може да бидат забележани од другите учесници во сообраќајот. Се надевам дека доколку слушаат, ако ништо друго, барем ќе бидат малку попредпазливи заради висината на казните кои што ги пропишува законот, а не се мали. Јас би рекла првенствено ради нивниот живот и здравие, а секако дека и ради џепот, односно семејниот буџет. Ние сме народ познат по тоа дека доколку не удрат по џепот, не ни доаѓа памет во глава. Да. Така е. Да се вратиме на она на кое што ни е главна тема, брзото возење, непрописното претекнување. Тоа се дел од оние прекршоци кои што се казневи не само парично, туку и кривично. Но се случува голем дел од граѓаните, иако имаат изречено, да речеме, казна одземање на возачката дозвола, тие да продолжат да управуваат со возилото, практично да не се јават во Министерството за да им биде впишана забраната, што доколку фатите таков возач. Ако се сеќавате, од време на време, барем тоа информиравме во билтените, дека правиме акцијски контроли токму и со фокусот на ваквите возачи, учесници во сообраќајот кои мислат дека нашле некаква дупка да не ги испочитуваат правилата, односно ако не е впишана санкцијата забрана за управување со возило, дека можат да возат, што е погрешно. Доколку не биде постои санкција која не е впишана во возачката дозвола или во возачката книшка, а доколку констатираме тоа како прекршок, тогаш возачот привремено ќе биде исклучен од сообраќајот, што значи не сме да вози, без разлика дали му е впишана во истиот момент кога ќе биде ќе биде исклучен од сообраќајот. Доколку пак станува збор за впишана казна, а се оди на варијанта ајде може нема да ме фатат и можеби нема да забележат, тука исто така имаме парични глоби. Ако станува збор за правно лице, тогаш глобата е во висина од 100 до 10.000 евра во зависност од големината на правно лице, а на возачот глобата изнесува 500 евра и повторно ќе се соочи со прекршочна санкција забрана за управување на возило од 6 месеци до 1 година, што е навистина многу долго, и тука треба да се пресметаат дали им се исплати тој ризик. Патем забраните за управување на моторно возило се за оние најжешките прекршоци, би рекла. Да, тоа е црвено светло, претекнување на полна линија, управување под дејство на алкохол, така натаму. Значи, таа забрана не е случајно оставена, незиниот распон варира, нели, од 3 месеци до 1 година, така. Меѓутоа, може да се случи и повтор пат, доколку биде фатен со забрана да вози, уште еднаш да ја изгуби, односно да добие забрана за управување со возило, и тоа од 6 месеци до година дена. Доколку добие сега, ова вака размислам дека зборувате, доколку се случи повтор пат некој да добие забрана за управување, без разлика на колку месеци или на 1 година, кога му се одзема возачката, па ќе мора повторно да... Трајно му се одзема возачката доколку во период од 1 година се случи 2 пати. Го повтори истото? Да. Уште една опомена до граѓаните и до учесниците во сообраќајот.
И за крај на разговорот јас кажав, уште еднаш лето е вие секоја година, секое лето имате апели, секторот за превенција упатува препораки до граѓаните како да се движат, бидејќи патуваме, годишни одмори се сега, како за крај на разговорот? Одделенијата за превенција во сите сектори за внатрешни работи навистина работат со полна пареја, не само летото, туку во текот на целата година. Минатата година ја имавме оперативниот план Безбедно лето 2022, веќе стартувавме со Безбедно лето 2023, обилува со превентивни активности од секој сегмент на работењето на МВР, од имотни деликти до зголемување на сигурноста, до зголемување на безбедноста во сообраќајот и така натаму, бидејќи темата денеска ни е сообраќај и она што главно ги поучуваме низ непосредни разговори со граѓаните, освен што ги запознаваме со одредбите од законот за одредена област и санкциите кои што се предвидени, меѓутоа ризиците кои што доаѓаат од пребрзо возење, од неносење на сигурносен појас не само за возачот и совозачот, туку за сите присутни во возилото, бидејќи тој појас може да спаси живот, од почитување на сигнализацијата, без разлика дали е хоризонтална или вертикална, па се до она, вози одморен, гледај да правиш, особено за подолгите дестинации, со оглед на летувањата и патувањата во летниот период, да се прават почести одмори, да се биде хидриран, затоа што многу често возачите имаат хронична болест, имаат терапија за хроничните болести кои редовно треба да ја примаат, па може да се случи високите температури, само да ја влошат состојбата и тоа да биде причина за незгодата. Затоа и се апелира за тие почести одмори во текот на патувањето, доколку имаме временски непогоди, да речеме, деновиве, да не речем и неделиве, ни се случува да има обилни врнежи од дожд, подобро е да си застанат, да причекаат да помине времето, па потоа да возе, затоа што тука е лизгав коловост, тука е намалена видливост, тука е и намалена концентрација на крајот на краиштата. Може би и страф и паника да се појават кај возачот, па од небрежност да предизвика. Точно така, подобро е да застанат настрана, да одморат или да се напијат едно кафе, па потоа да го продолжат патувањето. Така што во тие насоки ни се и препораките. Кажувам особено затоа што имаме патување на подолги дестинации, особено да речеме за преоптовареноста на коридорот. Имаме многу транзит патници, може би и со посилни возила кои развиваат поголема брзина, поради тоа и се позачестени контролите во текот на летниот период, што го кажуваат и бројот на санкции. Меѓутоа, тоа пак бара од друга страна и поголемо внимание при управувањето на возилата од страна на нашите домашните возачи. Господје Талеска, јас ви благодарам што денес бевте заедно со нас. Се надевам дека ова што граѓаните имаа можност сега да го слушнат, дека барем малку ќе придонесе да бидат посвесни и посовесни како учесници во сообраќајот, без разлика дали се пешаци или возачи на некакво превозно средство. Вам ви посакувам многу помалку работа и помалку казни, не заради тоа што ќе бидете попустливи, туку заради тоа што ќе има помалку учесници во сообраќајот кои што ќе прават прекршоци. Така е, јас исто така посакувам овие наши апели да стигнат до нашите гледачи, до вашите гледачи, за да имаат што побезгрижно лето и што побезбедно лето.